Јас сум Ангела Нацел. Имам 9 години и сум 4-то одделение. Денес ќе ви раскажам книгата Приказната за Десперо од Кейт Ди Камило. Во оваа книга се зборува за сладкото мало глувче Десперо, кое што доживал прекрасни авантури. Иако е малечко, Десперо бил многу храбар. Главни ликови во оваа книга се Десперо, девојчето кое што било воопшто несакано, принцезата Грашка и мајката на Десперо. Станите во оваа книга се случуваат во кралството. Десперо, кога се родил, бил чуден. Имал преголеми уши и се родил со отворени очи. Иако обично глувчињата се раѓаат со затворени очи. Исто така тој знаел да чита. Тоа било многу необично. Иако неговиот брат го учел да ги грицка страниците и да ги јаде книгите, но тој сепак не го сакал тоа. Тој си ја читал книгата. Еден ден, додека Десперо лутал, тој нашол на царот. Мојата омилена случка во оваа книга беше кога Десперо нашол на царот, тој слушал чуден прекрасен звук. Царот на својата ќерка, принцезата Грашка, свирал. Тој многу е сакал принцесата Грашка, бидејќи таа растала без мајка, тој ја разгалувал. Но Грашка за среќа не била разгалена, била добра, љубезна и убава девојка. Но Десперо влегол во кралската соба и ја слушал музиката. Затоа советот на глувците решиле да го обесат, бидејќи тоа не требало да го направи. Не требало да се открие. Па затоа го обесил на црвениот конец, кој значувал дека биле виновници тие. Но доколку сакате да знаете што ќе се случи понатаму, прочитајте ја. Приказната за Десперо од Кейт Ди Камило.